Царската ќерка и Етимо. Лоша мисла, цела болест. Чита Александар Станојков. Една царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски екими ја ватиле да ја лекуваат и никој лек не беше и нашол. Од ден на ден се полошо се чинела и на лице гинела. Чул еден стар еким што бил забораен од светот поради староста што имал, никој не беше го викал. Ја чекај, рекол сам со себе, да поедам кај царската ќерка да ја видам што болест имат и да ја оздравам. Пошол и се представил пред царската ќерка. Од кога ја испрашал заради болеста од секаде што е и што е боли, и го нашол лекот. Мнозина екими, му рекол стариот еким, те лекувале и билки ти дали, пак не те оздравеле, ќерко. Јас без билки ќе ми те оздравам да ме паметуваш и да велиш Бог да го прости стариот еким што ме оздраве без билка. Оф, бре, дедо, му рекла нажалено царската ќерка. Ако можеш ти да ме оздравиш, јас ќе му речам на татка тебе да те клајт прв еким на столнината и голем бакшиш ќе ти давам. Од кој чул екимот тие зборови, отишол при куменџијата и направил еден позлатен прстен со муор озгора. А на муорот беше напишал вака: се што било поминало и што ќе бидит, ќе поминит. И го донесол екиму прстено и ја го клал на прсто. Еве ти го леко, царска девојко, ја рекол екимот. Секој саат и секој ден, кога ќе ти дојде лошата мисла што ти го мачи срцето, ќе го пеиш муорот и ќе го поразмислиш тоа што ќе го пеиш. Така, ако го пеиш и размислуваш до 40 дни, ќе оздравиш, без другото уверувам и со глава моја ти се таксувам. А ако не оздравиш, да ми ја пресечите. За вистина, царската ќерка беше оздравела побргу 40 дни од болеста што имала во мислата. Таа оздравела и екимо на голема чест беа го клале.